Во неготинското село Криволак неодамна на иницијатива на една млада жена која што е жител во истоименото село, се одржа хуманитарна акција со цел да се направи крстилница во која што може да се крштеваат дечињата. Тања Јошева е денеска пред камерата на телевизија Алфа за да ги слушнеме деталите околу незината иницијатива која за многу кратко време вроди со плод, па еве на 9 август конечно и ќе се освети таа крстилница. Тања, ајде најпрво да ни кажете нешто за Криволак, да ги запознаеме гледачите одблиску со вашето село и како всушност ви се роди идејата за една ваква иницијатива. Криволак е околу 1000 жители. Тоа е многу убаво место. Тука го имаме и полигонот Криволак. Црквата ни е нова, имавме објект кој што беше за крстилница, но не беше опремен. Со самото тоа што многу ме радува, што младината е посветена на работа, на да се вложува, да се создава нешто, да се прави, тоа ми го полнеше срцето и со таа иницијатива дојдов до да се направи нешто. Прво и се јавив на Снежана Стојановска од Тетово, претседателката на Вешта жена, и предложив дали би можела да ми помогне да направиме нешто за Криволак. И кога и кажав за крстилницата, таа со драга волја прифати и се собравме тука со црковниот одбор. Прво бевме со нив да се договориме дали може нешто да се направи и тие рекоа светото станува на младите и дека може да правиме да превземеме. И така на 4 мај се одржа општонародниот хуманитарен настан, каде што беше поддржан од вештите жени. Тоа е всушност етно вешта жена настанот кој што жените од Сдруженијето Вешта жена секоја година го одржуваат и секогаш е со хуманитарна намена. Ова беше општонароден собир, поддржан од вештите жени. Тие дојдоа со нивни приготовки на храна, ние приготвивме, се направија штандови, се собраа средства и се опреми крстилницата. Како реагира останатите жители на Криволак? Имаше ли поддршка и од нив? А од друга страна, како реагира вештите жени? Од колку многу градови се собраа жени за да присуствуваат на овој општонароден собир и на оваа хумана иницијатива? За Криволак беше нешто ново. Ние претходно правевме во село Курија, јас потекнувам од село Курија, имавме етно вешта жена во Курија и така ми дојде идејата да направиме нешто и за Криволак. Ме поддржаа сите и ми верува и стигнавме до целта. Тогаш на 4 мај во Криволак навистина имаше голем број на жени, од вештите жени, што го поддржаа настанот од неколку различни делови од Македонија. Имаше од Скопје, од Тетово, Кавадарци, Неготино, околните села. Беше супер. И со нивните сладки производи, сладки и солени јадења што ги правеа и кои што практично се продава на лице место, се собраа средства кои што се наменија за да се направи крстилницата и во рекордно кратко време таа крстилница навистина го доби својот лик. Да. Сега на 9 ќе осветуваме, а останатите средства од крстилницата го осредивме и ходникот и другите соби како конаци ќе се прават. Тоа е се понатаму да видиме со средствата како ќе биде. Што значи за Криволак да има своја сопствена крстилница? Тоа е нешто многу убаво. Да се роде дете и да си го крстиш на родното место е нешто прекрасно. Верувам дека и ќе има многу крштевки во оваа нова крстилница во Криволак, благодарение на вашата иницијатива и несебичната хумана поддршка на вештите жени од Сдруженијето Вешта жена. Спомнавте дека е на 9 осветувањето, во колку часот и како ќе тече самото осветување? Осветувањето е во 12 часот, поканети се сите, добродојдени се сите, му благодарам на сите што ми верува и што ме поддржаа. Ќе има мала закуска, коктелче и
Ќе се забавуваме. Верувам дека на вистина и тоа ќе биде уште еден прекрасен момент и една убава причина, еден убав повод за дружба. Тања, секоја чест, многу убав пример како и младите некогаш може да направат нешто што не успеале повозрасните да го направат. Потребно е само волја, потребно е иницијатива, желба и истрајност за идеите да станат реалност. Да, ве благодарам. Исто, ми беше чест и задоволство, Тања. Благодарам и мене.